Македонската граница денеска остана затворена за бегалците по вчерашните тензии. Според македонската полиција, бегалците не се пропуштаат поради тоа што преминот не се обезбедува од нивните грчки колеги. Нидомени во моментов се наоѓаат околу 8.000 бегалци кои чекаат да го продолжат својот пат до некоја од западноевропските земји. Тие денеска со мирен протест пеејќи песни со транспаренти побараа да им се овозможи да ја преминат грчко-македонската граница. Бегалците побара и од грчката полиција да им дозволи да се приближат до границата за да разговараат со македонската полиција и да ја објаснат дека само сакаат да транзитираат низ Македонија. No problem. He sent the message to police Macedonia. Just to speak police Macedonia. No problem. Тие велат дека сакаат мирно да ја преминат границата и не сакаат ништо друго од Македонија, туку само да го продолжат својот пат. Не ни треба ништо од Македонија како соседна земја, само да го продолжиме нашиот пат во друга земја. Ние не сме за насилство, никој не е за насилство. Ние сме од Сирија и Ирак и бегаме од насилството. Тој истакна дека веќе 10 дена е нидомени и се пожали на лошите услови во прифатниот камп, каде е со неговото семејство. 23 годишниот Хасан од Алепо, Сирија, пак чекаше пред границата со неговите пријатели да биде пуштен на македонска територија. Сакаме да ја отворат границата и да одиме во Европа. Сакаме да живееме во мир. Тој рече дека неговата крајна дестинација е Австрија или пак Германија, а неговото цело семејство останало дома и покрај тоа што ситуацијата во Сирија според него е тешка, но како што вели Хасан, тој друг избор нема. Додека се приближувавме кон Идомени, бегалци можеа да се забележат и на улиците кои пешки се обидуваат да стигнат до прифатниот камп.